Нема проблем. Знам, пријателе. Лелија така, ај ој ти таму да го гоштеаш кумот, а јас ќе одам кај другиот пријател. Оди кај Петко. Пријателе, кај Петко оди. Ај, со здравје, пријателе. Ај со здравје. Со здравје. Ај. Да не беше кумот, пријателе. Знам. Види го ти него. Оп, тропа наврата, а? А да ме фатат и мене? И така велиш, пријателе, а? Не можам, пријател. Ти сам знаеш дека ти имам повеќе од брата, ма не можам. Кумот ми е... Кумот е, Лелије, кумот на гости. Ај, со здравје, пријателе, па сам ќе се снајдам јас. Со здравје. И гледај да не те види некој, пријателе. Ајде. Ај, јас додам кај кумот. Ти ги нема гостите што требаше да го јадат печеното. Ке дојдат или да не точам вино, бадијала? Молчиша. Нема што да ми кажеш, а оне што имаш да ми го кажеш, тоа веќе го знам. За ова ме послуша и убаво направи. Сега само уште ова да ме послушаш. Не. Тоа не. Кај него не ода. Послушај, мајка домакине, не ти мисли таа лошо. Еве, кажувам и пред неа, и пред тебе. Ако не излезе се како што мислам дека треба да биде, ти ветувам дека името никогаш нема да му го спомнеме се додека сме живи. Ќе одиш ако сакаш да ми ја затнеш устата за навек. Па добро. Ќе одам за да ви ги затнам муцките, да ви докажам и ти, мајко, да видиш што син си родила. Ти? Јас сум, брате. Што бараш во ова доба, да не нешто мајка не арна или... Не. Арни се чувал Господ, сите се арни, туку мене мака голема ме натера. Ора да е голема, штом си решил кај мене да дојдеш. Што е, кажува? Слушај, вечерва, брате, ми се обеси, ми се тоари еден лош човек. Да. Та не можев да издржам и го оправ. Го отепав на место. Па сега сам не можам да го спастрам. Па ако ме ватат апсаана, не ми гини, па ако сакаш да дојдеш да ми поможиш. Веднаш, ајде, прко, да трчам. Чекај, бе, брате, како веднаш, па да се јавиш на домашните, да ајде, какви домашни? Ама гледам ти свети, да не имаш луѓе кај тебе. Имам, кумот ми е на вечера дојде, ама тој може да почека, ќе го почестам кој ќе се враќа. Е така, ајде, брате. Каде? Седни. Каде е човекот да го спастриме? Седни, брате, прво да се отпочиниме, а сетне ќе го спастриме. Слушај, брате, не играј си со мене, не е време за седење. И што е ова? Зошто не си се измил? Може некој така да те види со крвта на раците. Жено, остри го леѓено и ѓуѓумо, дај клај по една ракија да се напиеме прво. А бре, не играј си мајтап со мене, кажи ми каде е? Сега, мајко, дај го човекот да го спастриме. Како бре, мајко, дај го, како може мајка да го даде кога ти сам рече дека не можеш? Еве го, брате, човекот што треба да го спастриме. Слушайте, ако не ми кажете во што е работата, да знаете дека ќе се налутам и ќе си одам. Седни, синко, седни. Јас ќе ти кажам. Не, јас ќе му раскажам. Ете, бате, вака беше.
И на крају ќе се вратив дома кај мајка и велам што да правам, па таа вели слушај, оди до кај брат ти. И ете така, брате, ова вечер научив од мајка една работа. Оти брат брата не рани, ама тешко кој го нема. И сега што да правиме? Мене дома кумот ме чека, а овде печеното. Кола е работа, бе, брате. Печеното со нас и право кај тебе. Да се простиме и со твоите, и со кумот, а најпрво ти мене да ми простиш, брате. И ти, брате, прости. Ајде. Прости, брате. Простено нека ти е.